Со отварање на стационарот Лана во Струмица се реши и долгогодишната проблематика за повеќето од жителите на градот. Мислењето на граѓаните е поделено. Некои сметаат дека кучињата на улица се опасни и непресметливи, други пак сочувствуваат со нив, бидејќи живеат во тешки услови лутајќи по улиците и се во опасност со оглед на нивната незаштитеност. Директорката на Лана е задоволна од работата и мерките кои стационарот ги превзема за решавање на овој проблем. Вели дека од почетокот на работа досега третирани се задоволителен број на кучиња во градот. Стојкова исто така нагласува дека и третманот сам по себе не е доволен за да се постигне целосно решение за овие животни, па по тој повод од стационарот апелираат и кон развивање на свеста за вдомување, со цел да им се помогне на овие животни да го пронајдат својот топол дом и да го избегнат враќањето на улица кои после поминатите третмани доколку не бидат вдомени по законска регулатива се враќаат назад на локацијата од каде биле заловени. Насекаде во светот се работи по принципот залови, вакцинирај, стерилизирај и врати. Значи, тоа е законска основа на работата на прифатилиштата. Максималниот број на денови за третман на кучињата е 30 дена. Во тој период ние сме должни да го третираме кучето, најважно да го стерилизираме или кастрираме ако е машко и по тој даден период, ако не успееме да го вдомиме, ние сме должни да го вратиме на улица. Така функционираат 98% од прифатилиштата во цел свет. Има еден мал процент кои се регистрирани како азил и во кои кучињата имаат неограничен временски период за престој до вдомување. Земајќи ги во предвид и ниските температури, од Лана ја поддржаа и ја поздравија иницијативата на граѓаните за предлог изградба на куќички за кученцата кои се на улица и најавија дека во новата година фокусот ќе го стават и на подигањето на свеста за нивно вдомување. И ќе биде фокусот баш на тоа вдомување. Значи, можам да кажам дека од 630 кучиња заловени и третирани во стационарот, 90 имаме вдомено и околу 50 имаме згрижено. Која е разликата? Вдомено, официјално, со документи, со лична карта, микрочипот се префрлува на сопственикот и едноставно, значи, тие се официјални сопственици веќе на тие кучиња. Бројката од 130 и 40 кучиња кои се вдомени и згрижени, мислам дека за тој краток период е одлична. Еве ги повикувам сите други љубители на животни дека ние сме подготвени и покрај тоа што не е наша законска обврска, ние сме подготвени да ги храниме, да ги згрижиме, имаме предлог за правење куќарки во моментот, со дозвола од општина Струмица да најдеме некои одредени локации барем за зимскиот период, да им помогнеме на секој можен начин. Нашиот град и уште два, Скопје и Прилеп, се единствените градови во земјава кои имаат специјализирано јавно предпријатие или комунална служба, кои работат со заловување на кучиња, третирање како и нивно привремено задржување, пред вдомување или враќање на локацијата.